Мицковски доби силен ветер во грб од граѓаните во однос на надворешната политика. Најновата анкета што од октомври до декември лани ја спроведе Институтот за демократија Societas Civilis во соработка со фондацијата Конрад Аденауер покажува дека едва и 20% од граѓаните се согласни дека треба да има уставни измени со кои бугарите ќе влезат во уставот како услов за започнување на преговорите со Европската унија. Останатите, што представува огромно мнозинство, се поделени меѓу тоа да има промени на преговарачката рамка, што би значило уставни измени со одложено дејство, или задржување на сегашниот статус-кво, а некои се дури и за повлекување од процесот. И покрај големата разочараност од тоа што тапкаве во место на патот кон Унијата поради разните уцени од соседите, процентот на граѓаните кои днината на Македонија гледаат како дел од европското семејство се држи на високи 62%. Инаку поддршката за ЕУ постојано паѓа изминативе години, но ете лани се задржала на исто ниво споредено со претходната година. Ваквите ставови на македонските граѓани се во директна корелација со ставовите на владата и надворешната политика што ја води премиерот Мицковски. И тој, како и мнозинството граѓани, например во Минхен, повтори дека главен приоритет на неговата влада е македонското зачленување во Европската унија, но не под разни уцени и со разни услови. Не случајно повеќето граѓани со воскит го гледаа неговиот настап, кога директно во очи ги праша европските лидери зошто сите молчат кога најмладата ЕУ земја членка, во случајов Бугарија, го негира македонскиот идентитет и потоа направи паралела со тоа што Русија и го прави на Украина, минус воената агресија. На крајот констатираше, наместо европизација на Балканот, се случува балканизација на Европа. Говор како да е излезен од устата на било кој македонски граѓанин, кој не представува и ништо ново за нас, но е ново тој да го слушнат европските челници. После години и години на починувачка политика, која се сведе на отстапки и само отстапки, сега дуваат различни ветришта од Скопје кон Брисел. А премиерот и владата треба само да продолжат по тој пат, затоа што еве добија и писмена потврда дека политиката што ја водат пред се во однос на Бугарија и Европската унија е целосно поддржана од мнозинството граѓани на оваа наша мала Македонија.